Полицискиот час се почитува во сите прилепски села. Празни ниви и улици, затворени продавници, паркирана механизација, се е пусто. Се излегува само ако се има некоја неодложна работа во земјоделието. Едно од селата кои ги посетивме беше и селото Славе во општина Кривогаштани. Тука луѓето не ги напуштаат ниту своите дворови. Коронавирусот ги исплашил дури нехрабрите. А социјални дружења како претходно има ли вака? Нема. Сега луѓето се плашат од еден на друг, не знаат кој со кого комуницира. Има страф и тоа голема страф има кај луѓето, не е мала. Дури од своји роднини некои не одат. Жива душа нема нигде. Нигде жива душа не може да се види. Нема дружење како порано. Не, ни случајно. Страф вие? Не. Со вино и со ракија страх нема. Исто беше и во селото Сенокос во општина Долнени. Тука единственото кратко дружење помеѓу жителите од селото е во 8 часот наутро, кога сите жители ги носат кравите на пасење. Ами се нормално дека се плашиме, ама тоа што се мора. Мора да испуштиме кравите. Тоа да не дојде до тоа. Немаме поедено скоро в град пензијата да се земеме 2 недели скоро. Кој што рекол, дома си работиме во Бавчи и така натака. Дружење нема. Појде продавни со земе леп, врати се назад и дома во домашни услови. Дури оние кои се прават храбри и велат дека не се плашат од коронавирусот, сепак и тие не се дружат со соседите. Си седат дома. Не се плашам. Ако дојде денот, тоа ќе биде. Сега нема што да се плашиме ни. Се дружите помеѓу себе, нема проблем. Нема вака, се оддалечуваме па некој вака декаде. Толку е. Не се плашам. Се дружите помеѓу себе? Со дома со жената и со децата. Со соседите како порано? Не одам нигде. Инаку движењето на земјоделците дури и во полициски час им е дозволено за извршување на нивните работи. За земјоделците од Прилеп, ако се движат на територијата на градот, не им треба посебна дозвола. А тие кои излегуваат надвор од Прилеп, а не успеале да извадат дозвола, доволно е само да го најават своето движење во полициската станица.